Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани советници вработени во градската управа. Денес се создадоа условите и започна постапката за отстранување на првата галија од коритото на Вардар. Градот Скопје во изминатиот период водеше сериозни правни постапки со сериозна правна прецизност да настанат услови за отстранување на првата галија од коритото на реката Вардар, без да тоа има опасност од било какви финансиски импликации по нашиот град. Создадени се условите и во рок од 30 дена корисникот на ова што се нарекува урбана опрема е должен од денешен ден сметано сам да ја отстрани, во спротивно градот на негов трошок ќе го направи истото по истекот на овој рок, а тоа е некаде после 10 април оваа година. Безбедноста на скопјани е на прво место. Сите анализи и студии што ги направивме дека објектите од Скопје 2014 кои што се наоѓаат внатре во коритото, тоа се галиите, сериозно може да ја загрозат безбедноста од поплава на градот и со тоа да нанесат штета и материјална, меѓутоа и да ги загрозат животот и здравјето на нашите граѓани. Од друга страна, започнуваме и со формално со расчистување на нешто што никогаш не било Скопје, нешто што никогаш не може да биде Скопје, нешто што никогаш нема да биде Скопје, тоа е проектот Скопје 2014. Дислокацијата на овој објект е првата активност која што всушност втората после отстранување на ќосето, која што ја превзема градот, а е во рамките на неговите ингеренции. Јас очекувам дека и виднина ќе се создаваат услови без да имаме финансиски импликации по буџетот на градот или по буџетот на централната власт да ги отстраниме овие објекти од коритото на реката Вардар. Веќе ги отстранивме фундаментите од така нареченото панорамско тркало. Сега го отстрануваме и бродот кој што се наоѓа непосредно пред до панорамското тркало, односно кај стара пошта, со што во тој сегмент, во тој дел од градот всушност ќе спречиме настанување на последици за загрозување на безбедноста, меѓутоа и враќање полека на стариот лик на нашиот град.